Македонскиот образовен систем се уништува сами од себе си, смета вишиот просветен инспектор во пензија Ѓорги Елиевски, кој во последните маторски полагања гледа образовен криминал. Вели дека за пропустите при спроведување на испитите не се виновни учениците, туку институциите кои потврлија. Ние се наоѓаме во една сериозна криза образовна, бидејќи на правите места не се правите луѓе. Морам тоа да кажам, за вакво нешто во нормална држава министерот си поднесува оставка. Тој што е директор на државниот испитен центар си поднесува оставка, кај нас тоа го нема. Едноставно ќе видиме, учениците се криви. Не се учениците криви, на учениците им бе овозможено. Јас сум секогаш на страната на учениците. Ние треба да ствараме систем каде што ќе има вредност, за каде што ќе не проценува, ќе не оценува, ќе не вреднуваат и надвор од Република Македонија. Ова следи откако вчера од медиумите беа откриени вибер групи и до 7000 членови, наменети за припишување на матурските испити. Иако Државниот испитен центар демантираа од тестовите биле пробиени, во јавноста протече допис токму од ДИЦ, во кој им порачува на одговорните лица кои ги спроведуваат тестовите дека предизвикуваат огромна штета на образованието и ги предупредува за одговорност. Поранешниот инспектор Илиевски проблемот го лоцира во назначувањето несоодветен кадар на одговорни позиции, кои не ги применуваат правилниците доследно. Мора да има одговорност од Државниот испитен центар, од Министерството за образование и наука, зошто не се почитува правилникот. Има правилник како треба, што треба. И тоа треба да биде сериозно прифатено и да се работи. Не може тестаторите да бидат формални да бидат и да со сомнеш, кој што и вчера од други извори се разбра, дека ги доставувале, ги споделувале на други. И се Државниот испитен центар на ова вика не е пробиено, туку е споделено. Значи, пак ќе кажам, едноставно голема несериозност и на Државниот испитен центар и на самите училишта, каде што се формирани тие комисии за матурските испити, пред се на претседателите и тестаторите. Тој решението го гледа во дигитализација на методите и системот за спроведување на матурскиот испит, со цел да се отстрани човечкиот фактор и да се минимизираат можностите за злоупотреби. За најновите случувања вели дека се незаконски и оти полагањето мора да се повтори, бидејќи во вакви ситуации страдаат оние кои навистина учеле и се обесхрабруваат во намерите да се образуваат и да останат да живеат кај нас во Македонија.